Родителите во Битола се заинтересирани за воведување двосменско работење во градинките. Ова го покажуваат анкетите направени во градинките во Битола, каде што интересот на родителите е 50-50. Во некои од установите од 33 анкетирани родители, 22 се изјасниле за воведување втора смена во детските градинки. И претходните години битолските градинки ги анкетираа родителите за воведување втора смена, но интерес за вакво нешто немаше. Годинава изненадува бројката на заинтересирани, велат вработените во градинките во Битола. Ако се воведе двосменско работење во битолските градинки, тоа ќе биде со една или две групи во установа каде што има простор и можност за да се реализира тоа, објаснуваат вработените. Одложување на оваа мерка на владата затоа што нема доволно капацитет и кадар во предучилишните установи, побараа од СОНК, кои што велат дека ваквата одлука е избрзана, без соодветни подлабоки анализи. Околу овие нејасноти и прашања имале и средба со Министерката за труд и социјална политика, што според председателот на СОНК Неделков е во позитивна насока на надминување на состојбите, но не е доволно бидејќи септември набрзо ќе дојде. Заедничка консултација по исцрпното излагање и по диалогот кој што се водеше и анализите со представници на Министерството за труд и социјална политика кои што беа поканети и беа гости на тој работен состанок. Заедничка констатација на членовите на Синдикатот за образование, наука и култура е дека оваа мерка на владата која што треба да се спроведе преку Министерството за труд и социјална политика и од 1 септември градинките да работат во две смени е крајно избрзан чекор, крајно избрзана одлука без соодветни подлабоки анализи како тоа да се изведе. Од СОНК рекоа дека во детската заштита потребни се повеќе од 200 вработувања, земајки ги предвид анализите околу двосменското работење со цел проектот исправно да се спроведе. На средбата со Министерката за труд ги отвориле и прашањата во делот на трансформацијата на работни договори на работници, кои долго време работат на повисока позиција, а земаат плата согласно решение, кој им е издадено со пониско работно место. Побарале да продолжи и континуитетот на зголемување на платите во детската заштита. Неделков рече и дека добиле уверување од Министерката дека овие прашања се веќе разгледани во Министерството, зашто во наредниот период ќе излезат со конкретни одговори за барањата.